До денеска во системот е-барање се пријавиле околу 3000 земјоделски стопанства. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги информира корисниците на финансиска поддршка по пополнувањето на барањата да ги проверат податоците. Онаму каде имаат одредени одстапување, потребно е во рок од 30 дена да извршат корекции. Рокот за поднесување барања е 30 мај годинава. Ги подсетуваме земјоделците дека во овој период ќе се поднесуваат единствените барања по програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година, односно за директни плаќања за растително производство и тоа за површини со полјоделски градинарски култури, лозови и овошни насади, како и за сточарско производство, и тоа за одгледување говеда, овци, кози, пчели, свињи и за заклани животни во кланица, се вели во писмената информација од агенцијата. Оттаму додаваат дека тековно согласно програмата за финансиска поддршка, како и согласно календарот и во наредниот период ќе продолжат со исплата на субвенциите на сите земјоделци кои ги исполнуваат условите за добивање средства од оваа програма. Ги информираме земјоделците дека во наредниот период ќе следат исплатите за директни плаќања за произведено и предадено кравје, овчо и козјо млеко, директни плаќања за регистрирано преземено пчелно семејство, директни плаќања за производство на домашен сертифициран семенски материјал од прва и втора генерација за житни, индустријски, градинарски култури и компир, директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани кланични капацитети, а ќе следат и исплатите за сите дополнителни мерки, како што се мерката селекција за производство на пчелни матици, дополнителни директни плаќања од подмерка за уматичено грло матурица, дополнителни директни плаќања од подмерка за задржано женско јагне, женско јаре, дополнително плажање на основни стада за производство на говедско месо, за откупена пченица од родот 2018 година, домашно производство, како и дополнителни директни плаќања од подмерка за обработлива земјоделска површина со сончоглед, орис и афион, дополнителни директни плаќања за овошни култури предадени во преработувачки капацитет, велат од агенцијата. Според нив, праксата за навремена и неселективна исплата на земјоделските субвенции продолжува. Средствата ќе ги исплаќаат кога на земјоделците велат дека им се најпотребни, односно во време кога се вршат агротехнички мерки за заштита на растенијата.